Денешниот ден, 18 мај, е прогласен за Светски ден на музеите, кој традиционално се одбележува од 1977 година со цел да се подигне свеста за важноста на музеите и културното наследство во развојот на едно општество. Утврден е од Меѓународниот совет на музеите, ICOM, и National Council of Museums, кој е формиран во 1946 година. Целта на основањето на ICOM е да се создаде мрежа на музеи и музејски професионалци од земјите ширум светот, кои се грижат за промовирање и заштита на природното и културно наследство, сегашно и идно, материјално и нематеријално. Нашата држава се вклучи во оваа мрежа во 1993 година со формирањето на Македонскиот национален комитет на ICOM. На овој ден музеите традиционално ги отвараат своите врати и овозможуваат бесплатен влез за посетителите. Поставуваат изложби, организираат промоции или други настани со цел да го доближат движното културно наследство до што поголем дел од публиката. Нашиот музеј, почитувани, традиционално и оваа година зема учество во одбележувањето на овој ден со отворањето на денешнава изложба насловена Ризница на музејски експонати. За жал, оваа година, како и останатите изложби досега, ја презентираме со редуциран број на посетители согласно протоколите за заштита од COVID-19. На изложбата презентираме дел од богатата и разновидна музејска ризница, во која се офатени експонати од сите музејски одделенија: археолошко, историско, етнолошко, одделение за историја на уметност и галериско, тоест одделение за ликовна уметност. На крај, почитувани, им го честитам Светскиот ден на музеите, на моите колеги, на сите музејски работници во нашава држава, а и широм светот. Одделението за историја на уметност денес презентира пред прошироката јавност мала иконографска поставка во која што се презентирани неколку црковни книги и неколку икони. Имено, македонските манастири и цркви се вистински трезори на културното наследство гледано низ призната на вредните икони и на преубавите фрески. Иконите и фреските не се интересни само од духовен, туку и од естетски и уште повеќе од уметнички аспект, и истовремено може да имаат и поучна функција, па не за џабе во минатото тие се нарекувале и Библија за неписмените. Како што кажав, ова е само мал дел од богатата колекција на икони кои се депонирани во нашиот музеј, а кои што се резултат на долгогодишна теренска и научна работа на мои бивши колеги, на нашата директорка и на дел од мои сегашни колеги. Од вкупно 125 конзервирани и депонирани предмети, нашата колекција опфаќа 45 икони, епистил Дејзи со апостоли, епистил со големите празници, потоа голем чесен крст од иконостас, централно и северно надверие, како и црковни врати, и сите тие се прибирани и депонирани во нашиот музеј од цркви кои што се наоѓаат на територијата на Кавадарци. Исто така, одделението за историја на уметност располага и со книжен фонд, кој што брои над 100 книги, во кои што се вклучени библиски, црковни книги, потоа разни каталози, стручна литература и така натаму. Депонираните икони во нашиот музеј, кои што со моментално располагаме нашиот музеј, датираат од раниот 17 век па се до периодот на преродбата и почетокот на 20 век. Се надевам дека во некоја блиска иднина со преуредување и адаптација на музејските галерии, дека ќе имаме конечно една галерија која што ќе биде посветена само на иконите, во која што ќе бидат презентирани икони, различни други црковни реликвии и книги, и на тој начин ова бесценето уметничко, духовно и културно наследство константно ќе биде изложено пред пошироката јавност и публика. Од формирањето на локален музеј галерија Кавадарци во 1976 година па се до ден денес, континуирано се збогатува збирката на уметнички дела на нашата институција, која поседува една завидна колекција од околу 200 дела од најразлични ликовни техники: мастел на платно, акрилик, акварел, пастел, графика, сериграфија, тушна хартија, комбинирана техника, вајарство и така натаму. Исто така, овие дела се од 80 автори, како од нашата земја, така и од странство. Оваа збирка представува значајна содржина во културната понуда на нашиот град и исполнува воспитно-образовна, научна и културна функција.
На оваа изложба по повод Светскиот ден на музеите се представуваме само со мал дел од нашата збирка и акцент дадовме на условно кажано помалку познатите ликовни техники, како што е графиката, сериграфијата и комбинираната техника. Се надевам дека посетителите ќе уживаат во овие прекрасни дела. Етнолошкото одделение во склоп на локален музеј Галерија Кавадарци располага со 650 музејски предмети кои се поделени во повеќе групи на етнолошки предмети. На денешната презентација се представени традиционални музички инструменти од кои доминираат жичани музички инструменти или кордофони инструменти, дувачки музички инструменти или аерофони инструменти, удирачки музички инструменти или мембранофони инструменти. Поголем дел од изложените предмети за прв пат се представуваат пред пошироката јавност. Историското одделение во локален музеј Галерија Кавадарци располага со 132 предмета од оружје и воена опрема. Од овие предмети, изложени во музеј Галерија, има 77, депонирани се 51 предмет, додека во музејот на традиционална тиквешка храна изложени се 4 предмети во спомен собата на Васил Хаджиманов. Историското одделение располага и со богат книжен фонд со историска содржина, стари фотографии од нашиот град, фотографии на борци од Илинденскиот период и народно-ослободителната борба, негативи од кои поголем дел се од Бранко Ивановски, новинар од Кавадарци, мемоарски материјал, комитски носи и спомен соба посветена на животот и делото на народниот херој од Втората светска војна и револуција Страшо Пинџур во Ваташа. Од изложените експонати со кои располага локален музеј Галерија Кавадарци, од постојаната историска поставка оружје 18 и 20 век, има експонати кои имаат голема историска важност. Меѓу позначајните е пушката од системот Кременар, со која се знае дека била во сопственост на Митрев Тодор, еден од непознатите кавадаречки ајдоци од Илинденскиот период. Најголемо внимание привлекува пушката Винчестер Пумперка од 1874 година, изработена од метал и дрво со сребрни орнаменти. Оваа пушка Мустафа Кемал Ататурк му ја подарил Натана Сајзовски од селото Дабниште Кавадаречко во знак на благодарност затоа што го чувал и криел како илегалец во неговата куќа во 1980 година, непосредно пред хуриетот. Меѓу изложените предмети е и револверот од системот Касер, со кој според преданието е убиен тиквешкиот војвода Добри Даскалов. На денешната изложба се презентирани околу 87 предмети од археолошката збирка на локален музеј Галерија Кавадарци, инаку најголема во нашата институција. Како што можеме да видиме, има изложено околу 30 монети, неколку предмети накид, десетина луцерни и теракоти, како и 30 инвентариум, т.е. гробни дарови, кои се поставени во гробовите. Предметите датираат некаде од 3-4 век пред наша ера. Најстарите изложени предмети тоа се монетите, па се до средновековниот период, т.е. накитот и средновековните столовати прстени. Предметите се прибрани по пат на систематски археолошки истражувања, откуп и подарок со текот низ годините од поранешните колеги и сегашните колеги, како и од нашата директорка.